Томески, добре дојдовте во Bloomberg Adria. Добре ве најдов. Еве, за почеток кажете ми колкав раст бележи животното осигурување во 2024 година врз основа на податоците кои што ги имате споредбено со претходната година? Бруто полисираната премија во 2024 година, односно во третиот квартал 2024 во однос на истиот период минатата година, бележи раст од 21%, со тоа што може да кажеме дека имаме значително добар или двоцифрен раст оваа година, а додека ги анализираме податоците кои што се за очекување на крајот на 2024 година, очекуваме тој тренд да продолжи и понатаму или животното осигурување да заврши со некои 48 милиони евра премија, додека воопшто осигурителната индустрија близу 260 милиони евра бруто полисирана премија во 2024 во однос на 2023 година. На што се должи овој раст и овие очекувања? Овие очекувања се должат на веќе поголемата свест за животно осигурување. Ако разговараме директно за осигурувањето на живот, мора да истакнеме дека 2024 година ја одбележа значаен раст на два вида, односно две класи на осигурување во делот на животно осигурување. Тоа е ризико осигурувањето, кое што има раст од 42% во однос на третиот квартал 2023 година и unit linked или инвестицијските продукти кои што бележат раст од 44% во однос на минатата година. Ако направиме споредба на македонската осигурителна индустрија, посебно на животното осигурување во однос на Европа или регионот, што велат податоците? Развиеноста на развојот на пазарот на животно осигурување или воопшто на осигурувањето се мери по два параметри или два показатели. Тоа се степенот на пенетрација, тоа е учеството на бруто полисираната премија, учеството на осигурувањето во бруто домашниот производ и степенот на густина изразен како бруто полисирана премија по глава на жител. Она што мора да го истакнеме дека ние сме земја во развој, се уште тие показатели не се задоволителни, има простор за голем развој во тој сегмент. Ако ги анализираме податоците од високо развиените земји, може да забележиме дека доста заостануваме зад тие развиени пазари, особено зад скандинавските земји, каде што степенот на пенетрација е 5 до 8%, а степенот на густина надминува и 2000 евра по глава на жител, додека кај нас степенот на пенетрација е 0,3%, а животното осигурување има степен на густина од 19 евра по глава на жител, додека ако ги анализираме земјите од регионот, овие показатели не се толку многу разликуваат, нема значајни разлики, но сепак државите од типот на Србија, Романија, особено Хрватска и Словенија бележат позначителен раст или поразвиени пазари за разлика од нашиот, доколку ги заанализираме податоците со Словенија, која по број на население е приближно како нас, таму имаме степен на пенетрација од 1,3%, а густината на осигурувањето е 392 евра по глава на жител. Ако ги гледаме сега овие разлики за кои што зборувавте и оваа можност за натамошен развој, всушност прашањето е колкав е потенцијалот на македонската осигурителна индустрија и каде го гледате потенцијалот за развој во следниот период? Токму тоа е светлата точка, затоа што во оваа фаза во која што се наоѓа нашиот пазар има голем простор за иден развој и раст на осигурувањето воопшто, особено во делот на животно осигурување. Тука би се задржал на два сегменти. Многу радува фактот што граѓаните стануваат се посвесни, поприфатено и препознаено е ризико осигурувањето, кое што е токму продукт кој што нуди еден значителен фактор на заштита на граѓаните, на семејните буџети, како финансии кои што луѓето не ги трошат, туку ги вложуваат во една посигурна иднина. И тоа е продукт кој што е клучно пласиран преку банките, кои што преку ризико осигурувањето обезбедуваат дополнителна заштита на
своите клиенти и ова е тој канал на дистрибуција на осигурување кој што станува се позначаен, а банково осигурувањето се позастапено. И ако го анализираме податокот колку банките учествуваат како канал на дистрибуција, имаме 54% пораст на овој канал на дистрибуција во трет квартал 23 во однос на 24 во однос на 23 година, а другиот продукт кој што исто така е доста застапен, тоа е Unit Linked или инвестициските продукти кои што земаат големо учество веќе во пазарот на животно осигурување. Тоа се токму продукти кои што ги комбинираат оние традиционални продукти, ризико и мешаното осигурување со можноста за дополнителен принос, односно вложување во инвестициски фондови, кои што па фондови, ако анализираме колку многу растат вложувањата во тие фондови, или оваа година веќе завршија со 353 милиони евра вложувања, односно вредност на инвестициските фондови, што представува и 135 милиони евра повеќе вложувања во фондовите од претходната година. И токму тука е можеби и потенцијалот за дополнителен развој и стимул за тие Unit Linked продукти. И Кусо, за крај, кои се предизвиците за осигурителната индустрија и за вашата компанија? Предизвиците кои што следат во периодот можеби повеќе се во делот ќе бидат во сегментот на неживотно осигурување, тоа би биле од типот на либерализација на пазарот за осигурување, автомобилска одговорност, односно премија базирана на ризик, воведување на единствена премија за зелена карта, директна обработка на штети и сите оние прилагодувања на регулативата, а заеднички за двете линии на бизнис би било токму примената на или воведувањето на новиот закон за осигурување кој што е веќе најавен, усогласено со ЕУ регулативата, особено директивата за дистрибуција на осигурување, директивата за заштита на лични податоци и со посебен осврт на барањата од меѓународните стандарди за финансиско известување. Она што за нас како компанија во секој случај зајакнување на лидерската позиција идната година, запазување на сите оние правила на струка, принципи на фер и транспарентно постапување и она што ние обележуваме оваа година е 20 години јубилеј Кроација осигурување живот и дополнително она што ни дава стимул и на што сме горди, што сме членка или дел од групација која што минатата година одбележа 140 години делување на пазарот на осигурување. Дополнително, она што преку управување со ризик, запазување на регулаторни барања и задржување на таа финансиска стабилност на компанијата би продолжиле со иден раст и развој и запазување или заштита на интересите на осигурениците кои што се наш врвен приоритет. Благодарам за интервјуто. Ви благодарам на поканата и што бевте гости во Кроација осигурување.